Почитуван подпредседател, почитуван заменик министер, почитувани колеги и колешки, почитувани работници, почитувана јавност. Во мојот говор за Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата се обидов да дадам компаративен и аналитички осврт за измените на Законот во наназад неколку години. Пред нас е Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата или минималната плата и е важен елемент од стратегиите за вработување и социјална политика, чија примерна цел е заштита на работниците од неоправдано ниски плати. И покрај придобивките, и драго ми е што сите се сложивме дека заедно ќе го гласаме, овој концепт поттигна дебати и овде, и во Комисијата за труд и социјална политика, и во пошироката јавност, посебно поради влијанието врз финансиската состојба на претпријатијата и доближувањето на платите при различен степен на образование и сложеност на работни задачи. Од анализите, од истражувањата за влијанието на зголемувањето на минималната плата врз исплатена просечна плата во фирмите, бројот на вработени, профитабилност и продуктивност, користејќи годишни податоци од 40.000 фирми во период од 2013 до 2019 година, фирми кои се активни во 18 економски сектори согласно националната класификација на дејности. Резултатите покажале дека зголемувањето на минималната плата нема статистички негативни ефекти с профитабилноста на фирмите, со тоа што фирмите абсорбираат дел од повисоките трошоци за плати преку зголемувањето на продуктивноста. Урамниловката, за која терминот со кој не обвинувате овие денови, е применет со измените во Законот за минимална плата од септември 2017 година, кога се промени износот на минимална плата од 9.590 денари во индустриските гранки за текстил, облека, кожа и 10.080 во сите други сектори, и ова беше вашето скалесто исплатена минимална плата, со тоа што работници кои работеа во овие гранки, текстил, кожа, облека, беа исплаќани и под минималната плата во износ околу 7.500 денари. Со урамниловката, со доаѓање на власт на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, минималните плати на вработените во индустриските гранки за текстил, облека, кожа од 9.590 денари и 10.080 денари во сите други сектори се зголеми за сите сектори на 12.000 денари. Ваквото зголемување беше поддржано со владина финансиска помош за исплата на минималната плата од буџетот на Република Македонија, со претходно исполнување на одредени критериуми. Денес со новите измени на Законот за изменување и дополнување на минималната плата, усогласувањето на минималната плата да се врши со 50% од порастот на просечно исплатената плата во Република Северна Македонија и 50% од порастот на индексот на трошоците за живот од претходната година според податоците на Државниот завод за статистика. Се утврдува дека утврдената висина на минималната плата не може да биде пониска од 57% од висината на просечно исплатената плата во Република Северна Македонија од претходната година. Во 2012 година, кога е донесен Законот за минимална плата, таа изнесува 8.050 денари и 39,6% од бруто платата во Република Македонија. И точно е дека тоа е пред 10 години. И дека истата треба да расте, и дека треба да се зголемува, и дека зборуваме за пресметки од 18.000 денари. Истата треба да расте со порастот на трошоците, но со диалог на сите засегнати страни, и работници, и работодавачи, и синдикати. Ние можеме овде од оваа говорница да кажуваме популистички суми, но факт е дека владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги исполни и продолжи да ги исполнува своите обвинувања.
од 2017 година до сега од 9.000 денари на 12.000 денари, 15.000 денари и сега на 18.000 денари, двојно е зголемена минималната плата, за која сите се согласивме дека е неопходно. Зголемувањето на платите во повеќе сектори или, како што велите, скалесто покачување од амандманот кој не беше прифатен. Никој, ама баш никој во оваа влада, ниту ние, не велиме дека нема да продолжи и сметам дека треба да се даде простор за понатамошни анализи, за методологијата со која се зафати влада и за зголемувањето и на пензиите. Самото зголемување на минималната плата веќе ја отвори спиралата на раст на просечната плата, која денес изнесува 29.943 денари, што е за 6.000 денари повеќе од 2017 година. Обвинување дека оваа влада не работи во интерес на граѓаните ги побива фактот дека платите во овие 4-5 години растат и во здравството, и во образованието, полицијата, судството, администрацијата. Од 25 до 40% имаме пораст на платите. Да земеме пример во градинките. Тувачите земаа меѓу најниските плати, значи тие што се грижеа за нашите најмали имаа најмали плати, што денес не е така. Да земеме пример во образованието. Наставниците со години имаа најмали покачувања. Во овие 4 години добија поголеми покачувања и тоа покачување на платите од 21% и не велам дека сме задоволни со тоа и дека тоа треба да застане овде. Платата на наставникот треба да го достигне нивото над просечната плата и добар потек за тоа е Законот за изменување и дополнување на наставници и стручни соработници, со кој и вие се сложувате, затоа што на законот кој го поднесовме минатата година во април, оваа година во февруари поднесовте сосема идентичен закон за измени и дополнување на Законот за наставници и стручни соработници во делот на плати. Добро е што денешниот закон ќе го гласаме заедно. Иако велите, ќе го гласаме законот, но тој предизвикува хаос. Се извинувам, но хаос се само вашите изјави. Иако велите, ќе го гласаме законот, но законот е дискриминирачки. Дискриминирачки според мене била исплатата на платите на минималната плата и под минималната на околу 7.500 денари на сектори како што се работници што работат во текстилна индустрија, кожа и облека. Велите ќе гласаме, но не се согласуваме заради непочитување на колективните договори. Еве ја шансата на новите градоначалници да почнат да ги почитуваат потпишаните колективни договори. Исто така, законот за кој зборуваме овде е законот за минимална плата. Изборуваме за минималната плата и таа ќе ги уреди примањата на работниците со најниски примања. Се останато можеме да го решаваме во матичните закони, да продолжи да се решава. Ние сме тие кои треба да дадеме поддршка. Додека ние, и за ова ќе се извинам однапред ако некој лошо ме разбере, додека ние овде 3 дена дебатираме за минимална плата, израчунајте, почитувани колеги, колку трошоци имаме направено и колку се тоа минимални плати. И добро е заложбата на оваа влада, што продолжува во интерес на граѓаните, добра е заложбата на оваа влада што продолжува во интерес на работниците. Ви благодарам.